Добре дојдовте во 360 степени на МРТ1. Ова издание на емисијата го реализираме од просториите на Министерството за образование и наука, каде ќе разговараме со новоизбраната шефица на овој владин ресор, Весна Јаневска. Таа е професорка на Медицинскиот факултет при УКИМ од 1990 година, специјалист патолог на Институтот за патологија при Медицинскиот факултет, а од 2011 и редовен професор. На позицијата министерка за образование и наука доаѓа откако во изминатите неколку години раководеше со Централната комисија за образование и наука во рамките на партијата ВМРО-ДПМН. Госпоѓо Јаневска, добро дојдовте во 360 степени. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам и вам за поканата. Добре најдов. Вие сте искусна жена и животно, и професионално, и академски, и политички. И моето прво прашање би било зошто се нафативте да раководите со ресор за кој што веројатно заедно со здравството има и најмногу поплаки и најмногу очекувања од граѓаните? Образованието во Македонија, како што е општо познато и со консензус прифатено, е во многу лоша состојба и ова го повторувам многу пати, но не само јас, и претходните министри, и политичките партии, и целото општество е свесно за ваквата ситуација и ова е многу сериозен предизвик. Вие сте сосема во право. Мојата единствена амбиција е, со оглед на тоа дека се што сум сакала во животот сум постигнала, да направам нешто добро за државата, односно за младите луѓе кои треба да ја наследат државата и во иднина да ја водат. Со оглед дека навистина е многу тежок ресорот, сметав дека имам доволно искуство и доволно знаење, но и го надоградив тоа знаење во работата во Комисијата за образование и наука во партијата, па така и се почувствував спремна да го водам навистина многу тешкиот ресор и прашање е кој е потежок, дали образование или здравство. Не мислите дека сте на пат да направите политичко самоубиство, така велат, нели, ако сака некој да го потрошите политички, ставете го во образование или во здравство и така е, на добар пат. Така е, дури јавно некој кажа, не се сеќавам точно кој, дека секој министер кој бил во образование веќе нема политичка кариера. Јас немам намера да имам политичка кариера, впрочем и моите години го покажуваат тоа. Мојата намера е да направам вистински долготрајни реформи во образованието, со еден консензус на сите чинители во образованието, за да имаме успех и квалитет во образованието на младите луѓе, со цел тие својот придонес, својот потенцијал да го развиваат овде и својот придонес да го дадат во својата Ќе зборуваме за тоа, се разбира, тоа ќе биде централната тема во овој наш разговор, но уште малку во овој воведен дел на некои можеби постранични теми, но сакам да ве прашам. Колегите од Фокус забележаа дека во биографијата која што мандатарот Христијан Мицовски ја доставил со предлог составот на владата, во вашата биографија не сте набележале дека во еден период сте биле ВД председателка на ВМРО Народна партија, со која што сега раководи Љупчо Ѓоргиевски. Така е. Јас па забележав дека, например, кога ја споредував сегашната ваша биографија со една кратка која што стои на интернет страницата на Собранието, например, во делот на јазици, сега бугарскиот не го споменувате, тоа сте спомнале дека добро го владеете. Зошто? За двете работи. Тоа што сум била ВД председател на ВМРО Народна партија само покажува дека имам организациони способности и самодоверба да водам големи организации. Воопшто не мислам дека тоа е нешто за криење, ниту па може да се сокрие. Не сум сметала дека е нешто значајно кое треба да се потенцира, а сум сметала дека тоа што сум била пратеник во собранието е поважно отколку ВД председателството. Инаку пратеник сте од 2006 до 2008. Да. Што се однесува за бугарскиот јазик, јазикот е нешто што е флуентно, кога не го користите подолго време. Сега веќе јас многу читав литература стручна на бугарски. Сега веќе не можам да кажам дека го владеам доволно за да можам да го користам разговорно
или во било која официјална потреба. Го разбирам, јазикот нема дилема. Нема политички причини да не го наведете во биографијата. Апсолутно не, но знаете, кога ќе наведете нешто во биографијата, треба да е вистина. Не се чувствувам во овој момент спремна ниту да комуницирам на бугарски, иако тврдам дека го разбирам. Кога сме кај Бугарија, претпоставам дека стигне и до вас информацијата дека вашата колешка, министерката за енергетика Сања Божиновска, во својата биографија не навела дека има чешко државјанство, а и бугарско. Де факто се уште формално. Што мислите вие за тоа? Ова мислам дека треба да биде една поширока тема за дискусија. Јас ќе ви кажам преку мој пример. Мојата ќерка живее и работи во Англија и има британско државјанство, затоа што тоа е и потреба и стекнала право. Но тоа не значи дека не е македонка и дека не се грижи за случувањата во Македонија и дека не се обидува на секаков можен начин да ја помогне на својата татковина. Прашањето е дали не е само политички коректно да го декларирате тоа, ако веќе го имате. Тоа е прашањето, инаку ако никој не сметала сто... дека е важно, знаете, ние сме личности со посебни интегритети и нешто што поминало во животот, може и да го сметаме како неважно. Ако имала потреба заради едукација, ние ни прва ни последна која тоа го направила и во средбите со граѓаните многу слушам дека луѓето од потреба земаат странски државјанства, вклучувајќи го и бугарството, затоа што имале во тој момент од животот потреба да бидат дел од Европската унија и така натаму. Но тоа не значи дека не се македонци. Да добиете бугарско државјанство, треба да подпишете изјава дека се чувствувате за бугар и дека имате и бугари предци. Сум слушнала, јас не сум поминала таква процедура и не знам, но веројатно, знаете колку се 150-200 илјади македонци исто го направиле заради економски причини и други причини. Жал ми е што е така и оваа влада ќе се потруди тоа да не биде така во иднина. Познат ли е тимот со кој што ќе работите во Министерството за образование и наука? Да речеме заменикот министер, државниот секретар? Не знам кој ќе биде заменикот министер, се уште немам официјална потврда за тоа. Колку што ми е познато, тој ќе биде припадник на Влен коалицијата. Државниот секретар веќе во петокот го назначив и да, познат ми е. Луѓето од кабинет Елена Ивановска, госпоѓа Елена Ивановска, луѓето од кабинетот исто така ми се познати и според она што објавуваме на Facebook можете да видите дека во првата недела бевме прилично ефикасни. Бевте. Па кога сме кај тимот и кога сме кај Facebook, пред 2-3 дена токму на Facebook објавивте фотографија на која што од 8 мина, 6 мина се жени, само 2 се мажи. Сега во објавата има коментар, емоуџи, па во наводници, родова еднаквост во мојот кабинет. Како треба да се разбере? Сушност е не родова еднаквост, нели, затоа што преовладуваат жени, но тоа е само случајно се случи така, нели, луѓето се бираат по квалитет, не по пол. И јас нив сум ги одбрала по квалитет и се надевам дека тоа и во иднина ќе се докаже, но со оглед дека темата е многу актуелна, сакавме само да кажеме дека нели се сосема рамноправни, па негде ќе се случи да има повеќе мажи, некаде ќе се случи да има повеќе жени, но ќе водиме сметки за застапеноста на полот подеднак. Сега родова еднаквост е термин што е прифатлив за вас? Па ние имаме студии за родови студии на филозофскиот факултет со години наназад. Кога велиме родова еднаквост, не мислиме на оние многу други елементи, нели, кои можат да се подразбираат под род. Во овој случај стануваше збор за пол, но бидејќи е тоа одомаќен израз, сметам дека е сосема во ред да го користиме. Добро. Сега, кои се првите прашања и теми на кои што планирате да се фокусирате? Секако учебниците и концепцијата и работата во една смена и целодневната настава на учениците во основно образование.
се разбира дека ние во оваа состојба во која го затекнуваме образованието, немаме време да се посветиме или да се фокусираме само на еден или неколку елементи, повеќе нешта ќе се одвиваат паралелно. Покрај основното нас не се важни и средното образование, секако и високото образование, и тимови од Министерството паралелно ќе работат за подобрување на квалитетот на образованието во сите нивоа на образование во државата. Сега споменавте три работи, рековте концепцијата за основно образование, учебниците и едносменската настава. Еве јас ќе сакам за сите да зборуваме малку подетално во следните минути. Деновиве повторно на Facebook објавивте дека една од целите во програмата со која настапивте пред граѓаните на изборите е едносменската настава во училиштата. При тоа информиравте дека учениците од 1 до 4 година во гимназијата Свети Климент Охридски во Охрид од идната учебна година ќе одат во една смена. Велите, локалната самоуправа и училишното раководство ја препознаа придобивката од нашата иницијатива и успеа да најдат начин како тоа да го изведат. Секоја чест. Моето прашање би било зошто го сметате за ваш успех со оглед на тоа што едносменската настава е една од заложбите и во концепцијата за основно образование, која патем вие поприлично ја критикувате. Не го сметам за собствен успех, напротив и честитам на општината што ја препознала намерата и што пристапила на реализирање, се разбира, затоа што имале можности. Очекувам и сите други тоа да го направат. Впрочем, ние во моментот правиме мапирања на училиштата и основни и средни, кои би можеле да почнат со едносменска настава, и сите што ќе можат да почнат со едносменска настава, што ќе имаат соодветен кадар и можности, ќе се обидеме да ги организираме од септември да почнат така да работат. Зошто е тоа толку важно? Зошто е важно? Затоа што сосема е природно учениците да работат наутро како што сите ние работиме, нели освен оние што работат во смени, а не попладне до 9 часот, кога веќе и губат концентрација и се стемнува. Природата не ја одредуваме ние, природата е одредена од природата и поголем ефект ќе се постигне во едносменска настава наутро. Дополнително потребно е учениците да останат подолго на училиште, за да можат да реализираат бројни и наставни и воннаставни активности кои во моментов во нашата земја недостасуваат, а во европските земји и други земји напредни вон Европа се покажале како многу успешни, и целта е, нели, да се доближиме до европските наставни планови и програми, впрочем до оние кои се многу успешни. Модификации ќе има, верувам дека ќе има, според националните потреби и според структурата, односно според можностите кои оваа држава може да ги пружи за да се оствари тоа, но повторувам, целта е да се приближиме до висококвалитетните образовни системи во високоразвиените земји. Сега нагласената миграција или заминувањето на семејства со деца на училишна возраст од земјава веројатно ви оди во прилог на ова што вие сакате да го постигнете, колку и да е лоша тенденцијата, се разбира. Намалениот наталитет исто така, ајде да кажеме, оди во прилог на ова, иако и тоа не е добра тенденција на ниво на држава. Какви се вашите сознанија на тој план? Колку е силна таа тенденција на намалување на ученици во основното, а потоа тоа се прелева, се разбира, и на повисоките нивоа од образованието? Таа е соодветна на иселувањата на семејствата, да намален е бројот на ученици и во основно и во средно образование, па се случува и на полугодие да се иселат луѓето и да си ги земат децата со себе. Во моментов се уписите во средно образование и после тоа ќе направиме сериозна анализа. Има ли вештачко одржување на одделенија, паралелки, класови? Има вештачко одржување на одделенија и паралелки и класови, и тоа ќе го средуваме со проектот на УНИЦЕФ кој се вика оптимизација
на мрежата на училишта. Тоа е нешто што мора да се направи и ние ќе се обидеме што е можно најбрзо да го направиме. Стравот секојаш е дека некој ќе остане без работа при тоа. Не, нема да останат без работа, затоа што доктори и наставници никогаш не се вишок и токму работата во една смена и дополнителните активности кои учениците ќе ги имаат во училиштето, ќе овозможат оние наставници кои би останале без часови заради оптимизацијата, да се префрлат таму каде што има недостаток на наставници. Примерот е многу едноставен. Наставникот по математика и по македонски јазик си остварува 20 часа до 23 часа, што е норма за да ја добие месечната надокнада, но предвидени се дополнителни часови, додатни часови, часови за талентирани деца, часови за деца кои тешко се снаоѓаат во образовниот систем, па и асистенци за децата кои имаат посебни образовни потреби. Во наставни активности многу се предвидени и со концепцијата, и затоа велам дека она што е добро ќе го задржиме и ќе направиме континуитет. Значи јас не велам дека се во концепцијата е лошо, кога ќе го направиме тој спој, тие наставници ќе се вклучат во овие процеси и не треба да се плашат дека ќе останат без работа. Сега се уште сме на нивото на тие три работи кои што рековте дека ќе сакате да бидат прв ваш ангажман од оваа позиција на министерка за образование и наука. Зборувавме за едносменската настава, еве веќе ја споменавте концепцијата за основно образование, најавувате нејзина ревизија и велите тоа што е добро ќе остане, тоа што е лошо ќе отпадне. Кој ќе го одреди тоа и во каков процес, министерке? Тоа е процес во кој сметам дека треба да бидат вклучени и слушнати практичарите и ние веќе со години тоа го работиме, од кога нели е објавена концепцијата, со наставниците и со родителите, се разбира и со повозрастните ученици, и од нив собираме искуства. Секако, ова е работа на Бирото за развој на образование, затоа ние имавме состанок пред некој ден и тие состаноци во континуитет ќе продолжат следните денови, за да можеме да ги надминеме проблемите. Мала само дигресија, тоа што се сретнавте со се уште актуелниот директор, значи дека тој ќе остане директор на Бирото? Тоа не е нешто што го одлучувам јас, предпоставувам ни тој. Не е важно, ние еднаш во оваа земја треба да научиме дека луѓето кои се поставени да раководат со институциите имаат одговорност без оглед дали се од претходната или оваа власт. И јас му благодарам на директорот од претходната власт што навистина покажа разбирање, но и желба да се помогне во оваа безизлезна ситуација во која што во моментот се наоѓаме. Сега ќе ве вратам повторно на потенцијалната ревизија на концепцијата за основно образование. Велите сакате тоа да го направите во еден инклузивен процес. Имате некаков рок во кој што сакате да го завршите тоа? Да, тој рок би требал најмалку 1 година, евентуално нешто подолго, но би одел постапно од одделение за одделение, како што и сега се случува. Што се според вас, иако еве да дозволиме процесот да покаже нели кои ќе бидат елементите што ќе останат и оние што ќе отпаднат, но што се според вас најпроблематичните елементи во концепцијата? Најпроблематичното е интеграцијата на предметите. Тоа не беше прифатено ни од стручната фела, ниту од наставниците практичари. Ама сакам да полемизирам малку на таа тема. Дали тоа значи дека тоа не е добро? Да речем, во која смисла е? Тоа не значи дека не е добро. Јас никогаш не сум рекла дека не е добро. Вие сте човек, тоа е неизводливо во Македонија. Тоа е толку многу комплицирано, иако јас не наоѓам сериозна мана во наставните планови, програмите се друга работа, но тоа во Македонија е неизведливо. Таков принцип не е близок ниту на учениците, ниту на наставниците, ниту на родителите. Тоа ги збунува и кај нив буди револт. Затоа ние Министерке, само дозволете. Вие сте човек и од академијата, нели, универзитетски професор сте. Имате огромно искуство во тој дел.
многу малку проблеми во секојдневниот живот се еднопредметни, еднодимензионални. Така е. Идејата на спојувањето на предметите, меѓу другото, беше и таа, да се зборува за теми, за проблеми, за концепти, за реални состојби во животот, нели? Бидејќи тие се мултипредметни, нема предмет кој што е еднопредметен, Тоа е така? апсолутно така и тоа треба да е сосема јасно кај сите што се во образовниот систем. Станува збор дека начинот на поврзување на тие теми може да биде остварен и преку постоење на посебните предмети. Хоризонтално поврзување, обработка на една тема во македонски јазик, во историја, во географија, тие секако можат да се поврзат. Но проблемот беше не толку во програмите, иако наставниците и од дел од програмите не се задоволни, затоа што тие се практичари и гледаат како децата тоа можат да го совладаат. И тоа исто ќе биде предмет на ревизијата. Но и наставните планови созданаа сериозни забуни и проблеми кај наставниците, и од тука не е никаков проблем тоа да го промениме, а поврзаноста да ја задржиме. Сметам дека и бирото ќе се согласи со тоа и ќе можеме тоа да го направиме, иако не чека многу голема и многу сериозна. Често се повикуваме на добрите примери, нели? Например, финскиот пример е често посочуван како еден образовен систем кој што практично од многу лошо ниво стигнал прилично високо, учениците од таа земја постигнуваат многу добри резултати на меѓународните тестирања, наставниците се високо ценети, учениците се чувствуваат убаво кога одат во училиште. Таму, например, принципот на обединување на општествените науки постои. А постои еден друг принцип на поприлично широка автономија на самиот наставник, кога веќе ги знае целите кои што треба да ги постигне во текот на една учебна година, самиот да најде начини и материјали како да стигне до нив. Делумно концепцијата се обидуваше да го следи, да ја следи таа линија. Дали сега повторно ќе се враќаме назад? Не, нема да се враќаме назад, но ќе направиме реформа во наставничките факултети, се разбира во договор со универзитетите. Никако не сакам да ме сватат погрешно дека би се обиделе да ја нарушиме нивната автономија, но мора да има реформа во наставничките факултети и педагошката академија, за да наставниците бидат подготвени така да функционираат. Имаше обуки, меѓутоа, повторно ќе кажам дека огромен број од наставници, не само од нашата партија, од мојата партија, се извинувам, огромен број наставници имаа замерки на спроведените обуки и начинот на кој се спроведуваа обуките, па ќе мора и нив да ги прилагодиме на нивните потреби. Значи, како професор, имам искуство и знам дека вие можете да бидете најдобриот професор, да имате енормно знаење. Ако не можете да го пренесете на студентите, односно во овој случај наставниците, тоа да биде прифатливо и разбирливо за нив, ефект нема. Така да ќе се обидеме и обуките кои што треба да се спроведат, да се спроведуваат на поинаков начин, но и по реформата на наставничките факултети, да ги подготвиме наставниците за новите и модерни начини на работење, како што се случуваат во најдобрите образовни системи. Да, концепцијата за основно образование почива на неколку принципи. Тие се инклузивност, родова сензитивност или рамноправност и интеркултурност. Што мислите вие за ова? Дали овие принципи за вас како министерка се прифатливи? Прифатливи се, доколку кога станува збор за родова сензитивност, не се направи јасна дистинкција на сеопфатното сексуално образование, за кои имаше обиди да почнат според нашите образовни политики премногу рано, не на соодветната возраст на учениците. Што се однесува до половата рамноправност, апсолутно немам никаков проблем. Што се однесува до мултикултурноста и мултиетничноста, ќе се потрудиме тоа да го спроведеме поефикасно, отколку во минатото, и првото беше инклузивност. А ако станува збор за еднакви можности на сите,
Да, ако без дилема е сосема прифатливо, но ако станува збор за инклузија на децата со попреченост, тоа е веќе друг проблем и тоа е друга тема за дискусија. Да, на тоа се мисли пред се, на Ако се мисли инклузивност на во таа тоа смисла. пред се, до сега искуството на тоталната инклузија во образовниот систем даде негативни ефекти во одредени средини и за одредени ученици. Во соработка со Сдруженија на родители, а сега планираме и една сериозна расправа со стручњаците од универзитетите на оваа тема, да направиме одредени измени во тоа што се вика инклузивност на децата со попречености. Најавивте инклузивен процес, велите дека сакате да спроведете реформи кои што ќе останат за надолг период. Како планирате да го направите тоа? Оти цело време ни се случува да почне реформа, па да се смени гарнитурата на власт, таа да дојде и да сака да менува. Еве сега да речем на некој начин и со вас се случува нешто слично, нели? Оти сепак концепцијата за основно образование е некаков основен документ на кој што се темелат многу работи понатаму во основното образование. Вие сега најавувате сепак суштински промени во неа. Сепак постои разлика. Ние не рековме дека ќе ја укинеме, туку велам дека она што е добро ќе го задржиме и тоа мислам дека е добар чекор кон напред. Затоа што и реално, нели, треба да направиме нешто што е добро да го има во континуитет во подолг период на години, а она што се покажало како негативно да се промени. Тоа е процес кој е динамичен процес кој постојано може да се доградува и надградува, не да се прекине па да се почне од самиот почеток. Јас веќе најавив во повеќе јавни настапи дека би сакала да направиме една национална стратегија во која ќе се постават принципите за добивање на квалитетно образование во Македонија. Тоа е една од заложбите во изборната програма на вашата партија. И тоа е една од заложбите во изборната програма. Тоа сакате да биде документ што ќе го усвои собранието? Тоа би сакала прво да биде документ на кој едноставно кажано ќе се потпишат повеќето или сите поможнат политички субјекти да го прифатат тоа како една програма, би рекла, за развој на образованието и постигнување на квалитет и доколку го постигнеме тој консензус, секако би било добро да го прифати и собранието. Добро. Околу учебниците. Рековте учебник за секое дете и ако добро сум ве следел, најавувате за во основното образование дека тоа ќе се случи веќе од оваа учебна година, од септември, а за средното од следната учебна година, така? Така. Ќе успеете ли во тоа? Уште првиот ден кога влегов во Министерството, првата задача е да видам што се случува со учебниците, сега првенствено за 7 одделение. За жал имаше информација дека се е во ред, но не е баш така. Да, учебниците до 6 одделение се дистрибуираат веќе и верувам дека до 1 септември сите ќе бидат дистрибуирани до училиштата. Седмо е следното одделение кое што е почнува по новата концепција. За 7 одделение нема во печат ниту еден единствен учебник. Ниту еден не е предаден за печат, а колку што разбрав, одреден број на учебници процедурата не е завршена. Некои не се напишани, кај некои не е помината рецензијата, не е поминато ниту во бирото, ниту на Националната комисија, што значи дека апсолутно никаква ни минимална шанса нема да се стигне ниту за еден учебник до 1 септември. Нема ни еден учебник да има? Не, ќе ги има сите учебници, веќе ви објаснам како. Од тука мојата прва средба со Бирото за образование, во која побарав да ми одговорат стручните лица од Бирото за образование, дали постои компатибилност на програмите за сите предмети кои се учени по старата и кои треба да одат по новата програма.
добив образложение дека постои компатибилност на програмите и дека децата нема да имаат никаква штета доколку во 7 одделение продолжат да учат по старата програма, со тоа што можеби ќе треба да се доработат одредени теми само кои ги немало предходно. Во овој момент продолжуваме да разговараме и разговараме за тоа дали и ќе може да се премине во следните одделенија таа мала разлика која ја има во новата програма во однос на старата програма. Од тука произлегува дека децата во септември ќе учат со овие учебници со кои децата учеле оваа година, односно по старата програма. Тие ќе ги добијат тие учебници, доколку навистина одлучиме дека има потреба некои теми да се вклучат, а ги нема во учебниците, бирото ќе изработи материјали, но како што кажавте, тенденција на концепцијата е наставниците да имаат повеќе слобода во презентирање на наставната програма, и тие веќе и се обучувани за такво нешто, и тие можат според наставната програма темите сами да ги обработат, како што нели во концепцијата се предвидува и многу разни материјали за учење, користење на интернет и така натаму, но огромен број на наши наставници се способни и тоа сами да го направат. Впрочем, нели, велевме нема да има хартиени учебници воопшто, а немаше ни дигитални, па наставниците работеа по програмите. Сметам дека тоа не е голем проблем и дека релативно лесно може да се надбине, особено ако бирото им пружи помош со одредени материјали за учење или прирачници за наставниците за спроведување на тие теми. Уште малку за учебниците. Дали можеби премногу се фетишизира, не знам дали е најсоодветен термин, зборот учебник во денешното модерно време, со оглед на тоа што многу знаење е лесно достапно на интернет, се разбира, мора да се прави разлика меѓу релевантни и нерелевантни извори, па ако имате наставна програма, цели кои што треба да ги постигнете, ако имате наставник способен да се адаптира и да произведува, како се вели, часови, одржи, да, веројатно и не треба учебник да има. Не. Вие сте новинар, јас сум сигурна дека сте ги погледнале оние огромни библиотеки на сите универзитети, и тоа универзитети, нели, први на ранглистата, и знаете дека студентите учат од учебници, професорите се надградуваат од книги. Ама едно е книги, едно се извори, друго е учебник. Не. Ние не сме спремни, јас ова сум го кажувала уште од времето на короната. Македонија не е спремна ниту со мрежата, ниту со дигитални средства за учениците и наставниците, за да не користи хартиени учебници. Впрочем, хартиените учебници имаат и своја улога. Значи, во почетните години на образованието, за најмалите зборувам, тие треба да стекнат навики, тие треба да развиваат моторика, тие треба да го користат, нели, и говорот и слухот, но и видот, за да можат да постигнат одредени резултати. И ова не го кажувам јас, ова е резултат, и ова што го соопштувам е резултат на одредени анализи. Впрочем, предпоставувам дека знаете дека и модерните западноевропски земји се откажуваат од комплетна дигитализација. Ние ќе спроведуваме дигитализација толку колку што ќе ни овозможуваат средствата во Министерството во оваа толку тешка ситуација. Да не мисли некој дека ние од тоа сосема ќе се откажеме. Но, например, еве Шведска ги враќа назад хартиените учебници. Има улога хартиениот учебник. Знаете, на интернет се одвива брзо, па и децава кога ни се залепени за компјутерите и телефоните, за игрите и забавата,
Се тоа се случува со многу слики, со многу звуци во одреден временски период. Со учебникот, со хартиената книга, тоа е поинаку. Тука детето се сконцентрирува, се фокусира и да не објаснувам така натаму, опишано и кажано е зошто се потребни хартиените учебници и особено во Македонија, каде што ние не сме спремни за комплетна дигитализација. Меѓуетничка интеграција во образованието, ја споменавме веќе во разговорот, уште една од заложбите од изборната програма, може да сметаме дека е еден и од принципите на концепцијата, постоечката. Вие што подразбирате под тоа? Дали подразбирате, да речеме, во порана фаза да албанците да почнат да учат македонци, а во етнички мешаните средини и македонците да можат да изберат албански од порана возраст? Ова постоеше и досега и не е новина на концепцијата, имаше и пред концепцијата. Меѓутоа, според моје длабоко лично мислење, резултатите не се ефикасни. Но дополнително во последните 7 години сметам дека се случи поголема сегрегација отколку што постоеше порано. Да, и поголема сегрегација отколку интеграција, и тоа е резултат на целосните обштествени прилики и се пресликува на младите и во училиштата. Ако мене ме прашате, јас би сакала децата наши да учат во нашите паралелки, мултиетнички паралелки. Лингва франка мора да има, јас немам ништо против секој да си го негува јазикот, традицијата, и образовниот систем би требало тоа да го овозможи. Максимални напори ќе направиме за проектите на меѓуетничка интеграција да почнат да вродуваат плод. Секако тоа не е работа на министерот, тоа е работа на Бирото за образование, училиштата, инвентивноста на наставниците, но посебно внимание ќе обрнеме за да се врати и да се унапреди чувството за национална припадност на македонската држава, или да не ми замерат, оти знаат и да ми замерат, национална припадност на државата Македонија, која е татковина на сите нас, која треба да ја почитуваме еднакво сите ние и за чие добро еднакво треба да работиме сите ние, без оглед на етничката припадност. Од влен во кампањата, па и по неа можеше да се слушнат идеи за тоа дека и децата албанци во Македонија треба да учат од истиот буквар од кој што учат децата албанци во Албанија. Не знам како е на Косово, ама велат дека и тоа дека нема никаква врска ниту со односот кон државата и таму нека нема национални историски теми. Вие имате некаков став за имам. Това прашање? Сметам дека сите деца во Македонија, без оглед на било која различност, во овој момент треба да учат од исти учебници и тоа е еден елемент од меѓуетничката интеграција. Сите да имаат исти, но на различни јазици. Да, се подразбира. Иако велам дека ние сме една единствена држава која печати учебници на 5 јазици, но окей, така е, така и ќе се продолжи, да нема дилема дека новата министерка нешто ново ќе измислува. И има уште многу теми што може да се разговараат со вас. Јас за крај сепак сакам да ве прашам околу предучилишното образование. Тоа треба да стане подсистем на образовниот систем, практично треба да дојде под ваши ингеренции. Во каков процес, каква транзиција е предвидена за тоа да се случи? Сепак тоа ќе биде одлука на владата. Гледате дека многу реформи се случуваат во министерствата, зашто е потребно и време и буџет, нели, за новите министерства. Да објасниме ставно збор за тоа дека градинките треба да дојдат под Министерството за образование и наука. Тоа е во ред. Иако имало и други решенија, но во ред е, во повеќето земји во Европа тоа е така. Колку и како ќе трае овој процес, сепак не можам да ви кажам, сепак тоа ќе мора во соработка со сите останати министерства и владата да се договори во кој период ќе се реализира. Тоа засега останува под социјална политика.
Во моментов да. Дали веќе го почнавте скенирањето на состојбата со инфраструктурата? Да. Најавивте такво Да, нешто дека во да. првите 100 дена ќе имате и регистар. Да, почнато и ќе имаме регистар во првите. И што ви е планот потоа врз основа на тој регистар да направите некаква динамика на реконструкција, на така е, обнова? реконструкција, изградби, евентуално на нови училишта треба. Аеродром е општина во која има прилив, најмногу прилив на ученици. Таму ќе треба нешто да се превземе, нели, поготово ако сакаме работа во една смена, сакаме, ќе треба и да се доградува, не само во аеродром, зборувам генерално, и да се доградува, и да се градат нови училишта, и после тоа ќе направиме план и динамика. И само телеграфски за студентите на Финки, ќе најдете ли решение? Се сретнав со деканот на Финки, интензивно бараме решение, се уште имаме да доработиме некои елементи и искрено се најдевам дека ако не целосно, барем преодно решение за од 1 септември би можеле да имаме, а потоа... Се надзира такво нешто? Се надзира, да. Може да кажете некој детал? Не во моментот, затоа што не е договорено и не сакам никој да се почувствува дека му се наметнува решение. Секако треба да видиме, јас веднаш побарав да се направи ревизија во врска со зградата на Финки во универзитетскиот кампус. Има ли надеж дека таа ќе се догради? Таа секако ќе се догради во овој мандат, но дали ќе биде зграда на Финки или тие во меѓувреме ќе најдат некое друго решение па ќе се пренамени за нешто друго, е предмет на дискусија во овој момент. Таму има уште еден факултет кој што се гради. Да, ФФК има. Така е. И двата планирате да ги Двата, дефинитивно двата, па тоа е инвестиција која пропаѓа секојдневно. Јас искрено, навистина, не можам да разбирам зошто барем малку не се работеше на тие две згради, да не пропаѓаат барем, а не, еве, може би и не сакаат да ги доградат, но барем да не пропаѓа, а сега ќе мора дополнителни средства да вложуваме, за да ги доведеме тие проекти до крај. Ви благодарам за овој разговор. Се надам дека по известно време повторно ќе имаме шанса да разговараме, па да видиме што од ова што вечерва го отворивме повеќе како најава во идно време, нели, како очекување почнало да се реализира или се соочило со евентуални проблеми. Да ви посакам да не бидете министерка која што ќе остане без политички ангажман по министерувањето овде. Ви благодарам, секако ќе се видиме. Благодарам за што ме поканивте да бидам гостин во вашата емисија. Благодарам уште еднаш. До крајот одгледајте на новата саботажа. Пријатно до четврток во 20:15. Македонскиот народ од секогаш низ песна ја покажувал својата емоција, особено комуницирајќи со родолюбието и нејзините властодржци. Проникнувајќи длабоко, најчесто политички и еднострано, низ стихови се обидувал да ги пронеде конекциите на судбината и животот. Дали народ ремите конело, што си му знаме, ти бре продало, море наше знаме, македонско. Ова конспиративно-предавничка мотивација за креирање музика не секогаш била клучна тема. Знамето се подзаборавило, па се опфаќали низ сатирична нитка се продуцирале социјални мотиви, со текстуален микс од најважните главни и најважните споредни работи во животот. Јубете пареал не ми баца проблеми, Ванко е клин. Жена не ми дава, ја болела глава, Ванко е клин. Вели, че е дрво, да не го смеал прво, Ванко е клин. Банко, само празни флаши има во шанко, а тебе не те боли за мојот проблем. Иако додека биле живи, најчесто им се одредувала друга улога, по несаканиот крај, тие што најмногу озборувале, ламентирајќи, дали во знак на почит или сваќајќи ја нечија големина, го менувале ставот, елегично гледајќи
на нештата. Трагично замина и не остави председателе. Голем човек у Борис Трајковски те изгубивме. Традиционално се акцентирали неправдите. Се барало од лидерите да преземат палката и да раководат, не попуштајќи пред притисоците кои доаѓаат од сите страни. Lupčole, Lupčovo je voda, Lupčole, Lupčovo voda. Evropa oči zatvara, što ušte od nas će bara. Тоа што се бара, тоа и се добива, само во друго пакување. Силните зборови се само тенко сведоштво за големите дела. Квалификациите се сигурно прејаки, но никој не може да спори нечии возвишени чувства. Nikola, Nikola, majka ko rodi, naroda vodi ko svetla i dnina. Nikola Gruevski, Господ го прати, верба да врати во Македонија. Патриотизмот е една од најважните алки во стиховниот Синџир. Разбирливо е дека политичките мотиви и страна секогаш биле во основата. Потому не треба да чудат репливите рефрени кои ги освојуваат масите. Сега тишина. Посна да ти биде заед судбината. Ти што сакаш да ни ја земеш татковината. И на нашите деца заед иднината. Уште еднаш. Посна да ти биде зоран судбината. И на крајот, судбината е таква каква што е. Затоа новите, за кои сигурно ќе има некој спев, мора да бидат внимателни. Од земја да се треснете, северна не прифаќаме. Името Македонија никому не го даваме. Не сери северна, јок сери северна, има една Македонија. Со или без придавка, во песна или надвородна, за власт или за опозиција. Таа е Македонија. Ама има сегашност, има и иднина. И таа е само една и единствена.